Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Осмооделенец уби 8 деца и 1 наставник во училиште во Турција. 13 повредени, 6 мина се борат за живот. Кризната состојба ќе продолжи. Владата бара начин да се намали цената на зеленчукот и јајцата. Се преговара и дополнителен попуст за дизелот. Студенти кои работеле во странство и работници од Ирак и Авганистан на протест пред УЈП. Управата тврди дека законот мора да се почитува, а данокот мора да се плати. Мицкоски открива нови чувства за одговорност. Имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Опозицијата тврди дека промената на власта во Унгарија предизвикала паника во ВМРО-ДПМН. Иран се закани со целосна блокада на поморскиот сообраќај. Трамп најавува можност за договор до крајот на месецот. Петер Мајар побара оставка од унгарскиот председател. За изборите во Бугарија, во тема на денот вечерва разговараме со Маринела Величкова, дописник на БТА од Скопје. Останете со нас. Ученик отвори логан во училиште во Турција, при што загинаа 9 лица, од кои 8 деца, а 13 се повредени. Напаѓачот 14 годишник бил вооружен со оружје за кое се верува дека му припаѓало на неговиот татко, пензиониран полицаец. Нападот се случил во покрајината Кахраман Марас, а мотивот засега не е познат. Напаѓачот е мртов, но засега не е јасно дали бил убиен од полицијата или се самоубил. Ова е втор ваков инцидент во Турција за само 2 дена по вчерашното пукање во училиште во Шанли-Урфа, каде беа ранети 16 лица. Властите отворија истрага. Министерот за внатрешни работи на Турција, кој ги посети повредените, вели дека не се работи за терористички напад, туку изолиран инцидент предизвикан од ученик. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de öğleden sonra okula devam eden, okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun 2 sınıfına girmek suretiyle, rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor. Bunun neticesinde, bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, 1 tanesi öğretmenimiz. Onun dışında 13 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu da kritik. Владата најави дека ќе продолжи кризната состојба. По анализата на резултатите од инспекцијските контроли на пазарниот инспекторат се бара начин како да се намали цената на зеленчукот и јајцата. За да се влијае на цените, се преговара и дополнителен попуст за дизелот. Мартин Арсов ги има деталите. Маркетите скратиле дел од својата заработка за цените на производите да не скокнат нагло. Ова го покажува извештајот на Министерството за економија. Анализата на 55 најпродавани производи во 4 различни трговски синџири покажала дека од почетокот на февруари до април цените пораснале за 0,43%. Оваа бројка е интересна ако се земе предвид дека во истиот период цените по кои трговците ја набавувале стоката пораснале за повеќе од 1%. Тоа практично значи дека трговците не го префрлиле целиот товар од поскапувањето врз купувачите, туку решиле да работат со помала маржа. Пазарните инспектори забележале пораст кај цените на млечните производи, како сирењето и киселото млеко, заедно со јајцата и маслото за јадење. Поскапеле и доматите и кромидот, но збирно гледано, овошјето и зеленчукот има пат од околу 0,86%. Поевтиниле и безалкохолните пијалаци. Најголемо поскапување пак од скоро 1,5% има кај хигиенските производи. Во моментот размислуваме како да дојдеме до поевтини цени за граѓаните за одредена група на производи каде што имаме двоцифрен број проценти изголемување.
и наскоро ќе излеземе со таков став, инаку имаме и производи кои што за волја на вистината и се поевтинети. Состојбата со горивата е стабилна. Од нафтените резерви не е потрошен ниту 1 литар, вели премиерот. Според движењата на светските берзи, Мицкоски вели дека и следната недела цените на горивата најверојатно ќе останат исти или пак ќе бидат намалени. Кризната состојба ќе продолжи. На вчерашната владина седница се донесе одлука таа да се продолжи уште одреден период. Ќе имаме дополнителна седница на која што ќе донесеме мерка за се уште да го држиме нивото на данокот на додадена вредност на 10% наместо на 18%, во зависност од цените на берзите, така ќе бидат и акцизите, нели? Има таму согласно закон колкави треба да бидат тие попусти. Попустот за неголемиот дел од бензинските станици е во сила до крајот на април, а како што рече Мицкоски, се преговара за дополнително намалување на дизелот. Ке видиме, мислам дека се буткаме на рака за уште 1 денар да извадиме по литар. Вчера регулаторна ги намали цените на горивата, па заедно со попустот. Бензинот БС 95 од денеска се продава по 80 денари, 98 октанскиот за 82, а дизелот за 92,5 денари по литар. Мартин Арсов, Сител телевизија. Студенти кои работеле во странство, но и работници кои заработувале во Авганистан, денеска излегува на протест пред управата за јавни приходи. Незадоволни се од постапката во која им се бара да платат данок за средства кои ги заработиле пред 5 години. Управата тврди дека законот мора да се почитува, а данокот мора да се плати. Студентите кои во летниот период работеле во Германија и поранешни работници во Ирак и Авганистан излегоа на протест пред УЈП. Револтирани што управата сега им бара да платат данок на она што го заработиле изминативе години, но и од нетранспарентниот однос на дел од службениците во управата, кои им давале нецелосни информации. Велат дека се жртви на институционална неправда. Јас сум многу разочаран од односот на УЈП кон сите работници кои работат во странство, кон студентите, бидејќи навистина не е во РТВ да направиме проста математика. Некој студент работил 3 години таму, заработил, да речеме, по 6.000 евра годишно и тие пари ги потрошил за студирање, за кирија, си купил автомобил. И сега заработил вкупно 18.000 евра, 10% ќе треба да плати 1.800 евра. Тоа се многу пари, многу луѓе ги немаат и навистина е нефер, неправедно, абсурдно, без никаква најава однапред, без известување, туку само ајде отеднаш налог за претресување на сметките и 5 години уназад, кога не сме биле ниту воопшто информирани како и таа постапка. Од УЈП велат, законот е јасен и мора да се почитува. Сите граѓани кои работеле во странство мора да платат 10% од приходите ако данокот не им е платен во земјата каде што работеле. Бидејќи Германија има прогресивен данок, ако годишната заработка не надминува 12.000 евра, платениот данок државата им го враќа на лицата, сметајќи ги во категорија поранливи граѓани. Па сега македонските институции им ги даночат и тие пари. Од УЈП потврдиле дека станува збор за 134 студенти. Околку македонски даночен резидент остварил доход од плата во Германија, за која што работодавачот, исплачувачот таму задржал данок, а потоа е извршено враќање на данокот заради овој праг кој што постои во Германија, во тој случај значи потребно е да платата, остварената плата да се оданочи во Македонија. Доколку пак лицето остварило плата која што е над тој праг, тогаш се прифаќа платениот данок во странство и секако дека лицето кое остварува таков доход има обврска како македонски даночен резидент овде да ја пријави. Поддршка на студентите им дадоа и лицата кои со години работеле во Авганистан и Ирак и дури годинава им стигнале решенијата дека треба да платат данок од 2020 година па навака. Поднеле и доказ дека данокот им е платен од фирмата која ги ангажирала, но вела дека УЈП тоа не им го признава. За мене има платено таа фирма 12.800 евра за 3 години данок. Значи 4.000 евра годишно. Тие не го признаваат. Сите ние кои добивме решенија во јануар, акотативни решенија, ги обжаливме на управен суд. Тужбите, жалбите се процесирани. Натаму ќе следи што ќе следи со управен суд.
Ако се достави доказ дека е платен данокот со државите со кои имаме подпишано договор за избегнување на двојно одданочување, лицата не треба да платат ништо, појаснуваат од УЈП. Имаат обврска само да го пријават приходот. Според управата, од добиените податоци од 12 банки, лани над 70.000 граѓани имале приливи од странство во вкупен износ од скоро 600 милиони евра. На дел од овие пари ќе треба да се плати данок. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Мицкоски открива нови чувства за одговорност. Имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Опозицијата тврди дека промената на власта во Унгарија предизвикала паника во ВМРО-ДПМНЕ. Иран се закани со целосна блокада на поморскиот сообраќај, ако САД продолжат со блокадата на нивните пристаништа. Трамп најавува можност за договор до крајот на месецот. Премиерот Мицкоски денеска јавно откри дека имал чувства од и поранешни премиери, функционери на СДСМ и нивни блиски ќе се соочат со одговорност. Опозицијата пак тврди дека промената на власта во Унгарија предизвикала паника во ВМРО-ДПМНЕ. Премиерот има чувство дека наскоро поранешни премиери и високи функционери од опозицијата ќе бидат цел на одредени прогони. Имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Имам чувство, не велам дека имам информација, имам чувство. Очекувам дека и тогаш кога тоа ќе се случи, исто така ќе имаат вакви пресконференции и тогаш нема да велат дека тоа е политички прогон, туку истите тие ќе ги повикаат да одговараат пред органите, односно да ја докажуваат својата невиност. Реакцијата на премиерот следи по тридневното славие во СДСМ по поразот на Орбан на изборите во Унгарија. Мицкоски ја праша опозицијата зошто не го повика екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски да се врати во Македонија и да се соочи со правдата. Од СДСМ и денеска констатираат дека промената на власта во Унгарија предизвикала паника во ВМРО-ДПМНЕ. Денеска, кога Орбан паѓа, ВМРО организирана криминална група, гледате сите дека во огромна паника. Сакам денеска да бидам многу прецизен во име на СДСМ. Ние ќе бараме целосна, темелна истрага за сите финансиски и бизнис интереси и врски помеѓу Орбан и Мицкоски. Нема веќе криење. Нема веќе лажење. Ќе одговара секој што го направил ова злодел. Граѓаните имаат право да ја дознаат вистината, особено затоа што се работи за нивните пари. Доаѓа време на вистина, доаѓа време на правда и секако доаѓа време на одговорност. Жерновски констатираше дека поразот на Орбан бил историска победа на демократијата над авторитаризмот и на Европа над корупцијата, коментирајќи дека сличен избор ќе имали и македонските граѓани на следните избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи, европски прашања и развојна соработка на Кралството Белгија Максим Прево, кој е во официјална посета на Скопје, вели дека треба да биде дадено уверување на Македонија дека нема да се јави повторна блокада или пречка откако ќе бидат направени уставните промени. Деталите ги има Ивана Соколович Најдова. Билатералните прашања не треба да го блокираат процесот на проширување на Европската Унија. Македонија има цврст партнер во Белгија која секогаш ќе ги поддржува македонските интеграции, но врските за уставни измени остануваат. Порача од Скопје белгискиот министер за европски прашања Максим Прево вели важно е по исполнување на врските да се дадат гаранции од сите земји членки дека нема да има нови блокади. Билатералните прашања кои што сите ги знаеме и кои што вашата земја ги знае, не треба во ниту еден момент да го спречат процесот на пристапување. И јас и натаму ќе продолжам да се залагам за праведен и кредибилен процес на проширување кој што ќе го награди напредокот, но и посветеноста, а вие веќе имате голем
напредок и посветеност во овој домен. Паралелно, напредокот исто така бара почитување на заедничките преземени обврски, особено поврзани со реформите, поврзани со владење на правото, но и уставните измени кои што беа договорени во 2022 година под француското председателство. Муцунски очекува и понеделните избори во Бугарија формирање на стабилна бугарска влада со која може да се воспостави диалог. Заради тоа што не реагиравме на тие провокации, сметам дека успеавме да не бидеме дел од наративот, а тоа секако е една олеснителна околност во отпочнување на диалог кој што ни е потребен помеѓу двете држави за изнаоѓање на соодветно праведливо решение за билатералниот проблем кој што постои. Македонската влада останува посветена на спроведување на клучните реформи, вклучително на реформската агенда, како и на целосно усогласено со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, порача шефот на дипломатијата Муцунски. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. За изборите во Бугарија, очекувањата и евентуалните промени во односите со Македонија по изборите, во тема на денот колегата Марија Николовски разговара со Маринела Величкова, дописничка на БТА од Скопје. Добро вечер. Во недела Бугарија ќе бира извршна власт по кој знае кој пат, мислам, по 8 од 2021. За 5 години 8 поред избори. Много е тоа што имаме нов претендент за премиерската функција, доскорошен председател, но е, условно кажано, нов играч на политичката сцена. Какви се моменталните очекувања за овој ден? Актуални социологически проучвания няма, очакват се всеки момент да излязат буквално преди изборите. Последните са от втората половина на март месец, но и тези, които още през февруари бяха правени, показват едно, че партията, която Румен Радев предвожда, ще бъде с най-висок резултат. Процентите варират около 30-32 в този диапазон. Втора поред според проучванията е партията ГЕРБ на Бойко Борисов с около 19-20%. Трета е коалицията Продължаваме промяната Демократична България, вече с един лидер, Асен Василев. Нататък се подрежда Движението за права и свободи с лидер Делян Пеевски, който в тази кампания някак си не успяхме да го видим в медийни изяви. И последна за сега, според тези социологически проучвания, в парламента влиза партията Възраждане. Много близо до бариерата в българското законодателство има 4% бариера, под която политическите партии, ако направят резултат под нея, политическите партии не влизат в парламента. Много близо до тази бариера са БСП, Социалистическата партия, която е с нов лидер, буквално от преди няколко месеца. И също така близо, но още по-надолу като резултат е МЕЧ на Радостин Василев, която тук сякаш не се познава като партия, но беше представена в предишния парламент. Ако не влезе БСП во парламентот, тоа ќе биде... Остават 5 партии. Тоа ќе биде историски... Точно така. Прв пат. Точно една така. од... Всъщност... Тоа е партијата на поранешните комунисти, како што ќе нас СДСМ, да речем. Точно така. БСП в последните няколко години бележеше все по-ниски и все по-ниски резултати. Имаше един много сериозен срив, защото в предишното правителство заедно с ГЕРБ и Има такъв народ влезе и БСП, което някак си предизвика неудовлетворението, включително на електората на тази партия. Опитът, който направиха от партията да направят един бърз конгрес буквално преди началото на предизборната кампания, беше успешен. Избраха нов лидер, млад човек с либерални разбирания, който, тук е любопитното и може би по-нататък ще стане въпрос за това, който беше част от екипа на Румен Радев. Той беше негов съветник по правните въпроси. Така че
Любопитно би било дали БСП ще успее да надскочи тези 4%, което разбира се за самата партия би било успех, но като цяло, поглеждайки в исторически план, това е изключително ниско би било. Но ако не влезе БСП в парламента, ти имаме много интересна слика, како да речеме... Основно десни партии. Да, тоа сега да връщам. Десни партии, претендент за премиер, класичен левичар. Не бих казала. Да, Румен Радев има в лексиката му има неща отправени към електората, много свързан с БСП. Той беше издигнат наистина в първия си мандат от БСП като кандидат за президент. Но аз лично не би го поставила в класическото ляво. Прашањето ми е повеќе во контекст, ќе има ли капацитет да прави коалицијска влада ако победи и со кого би го? Това е големия въпрос. Всъщност, големия въпрос не е кой ще има най-голям изборен резултат на тези избори. Големия въпрос е дали и какво правителство би могло да се получи. Защото според, ако се запази сегашната тенденция и това, което социолозите показват, правителство от една политическа партия би било невъзможно. Тоест Румен Радев ще трябва да търси коалиционен партньор. Сега, истината е, че в рамките на кампанията той даде едно единствено интервю. Любопитното от чисто журналистическа гледна точка. И да посетим не на телевизия, тук на YouTube. Точно това щях да кажа, че в тази кампания много сериозно място заеха интернет платформите. Не само по отношение на партията на Румен Радев, а като цяло политическите партии започнаха да навлизат в интернет пространството, очевадно в търсене на по-младата аудитория. защото тъкмо младите хора направиха протестите през декември миналата година, заради които и правителството си отиде. Кое ще бе причина за... Та в това интервю, разбира се, му беше зададен въпроса за бъдещия коалиционен партньор. При него нямаше никаква категоричност. В общи линии не показа нито една посока, в която мисли. По-скоро посочи съмненията в всяка една от партиите, които биха влезли в парламента за бъдещо коалиционно правителство. Но в крайна сметка умението на политиците, умението за политика е именно това да можеш да създаваш коалиции. Факт е, че в последните няколко правителства коалициите, които бяха създадени в България, бяха много нестабилни. Тъкмо защото в тях се събираха политически партии с много различни възгледи. Да, последни една от последните влади, ГЕРБ, ПП, все е можно. Именно. Възможно е, въпросът е колко е стабилно. Оние 30% ще му дават предност, относно рейтинга во мандати се близко до 100 или под 100? Под 100. Под 100. Под 100 са, като българския парламент е от 240 депутати, т.е. за да имаш мнозинство, обикновено мнозинство, ти трябва поне 121 депутата. На този етап, това, което показват социологическите проучвания, това е невъзможно. Макар че в рамките на кампанията и самия Румен Радев, и Продължаваме промяната, Демократична България, и общо взето всяка една политическа партия тръгва с това как ще направят 121 депутати, което наистина е невъзможно. Последен път, кой има освоено 121 пратеник? Ако не греша, Бойко Борисов. А преди това Симеон Сакскобургготски, когато за първ път се появи на политическата сцена в България. Много интересна политическа сцена. Например, сега Румен Радев, защото не е нов, пак е нов, да речем, из политическа призма на тръчане на полето на хард политиката, на парламентарни избори. И кога да се появи нов играч, станува препознатив и дори победува. Неколку циклуси е да. Царот, Кирил Петков, Слави Трифунов исто. На што се должи тој момент, кога да се рече невозможно некој да се формира како политичка партија 3-4 месеци предходно, додуша Македонија никој друг освен ВМРО и СДС не победиле на избори, така да не верувам дека може да има. Но чудно е зошто има такви осцилации, отскокнување од гласачкото тоа. Додуша тие партии произлегуваат од тие две претходни партии, како што беа чинам БСП и она Сојуз на демократските сили, како се викаше на прва. Съюза на демократичните сили беше коалиция. Това не беше една партия. И много бързо, в момента в който
започнаха да се развиват демократичните процеси в България, този двуполюсен модел, политически модел, отпадна. СДС се разцепи на отделни политически партии, БСП започна да се смалява от бившото БКП и избирателите в България започнаха да търсят новото и различното. Това само по себе си, според мен, не е феномен. Да, ти си прав, че много често новопоявила се политическа партия изкача напред и влиза в парламента. Такива примери има страшно много. Преди много години имаше Български бизнес блок, който дори в България вече малци напомнят, с Жорж Ганчев. Атака беше точно така, беше такъв феномен. Симеон Сакскобургготски беше подобен феномен. Имаме ситуация, кога победили, формирали Царот, победи, формира влада. Слави не формира влада, на победи на избори. Кирил Петков направи влада, победи на избори. Слави Трифонов беше неподготвен сякаш, има такъв народ, сякаш беше неподготвен за изборния успех, който постигна. Затова не успяха да направят правителство. Сякаш липсваше оная политическа зрялост, която една политическа партия трябва да притежава, за да може да управлява една държава. Тогава имаше поредица от фалстартове и за това всъщност не се стигна до съставяне на правителство. При Кирил Петков беше малко по-различно. Той вече беше минал през едно служебно правителство, през правителство и там имаше натрупан малко политически опит. Според мен това е търсенето на хората в България на новото, което облича с надежда, че може да бъде по-различно, че ще бъде по-добре. Разбира се, тези бързи избори помогнаха и на част от хората от една страна да се разочароват от това, което в крайна сметка се получава като крайен резултат в българския парламент. От друга страна ги научи, че, надявам се, че трябва да се мисли, когато се гласува и че хвърлянето в нещо съвсем непознато не винаги е гаранция за успех. Радев е прилично... Но Радев не е съвсем непознат. Това сега да кажем, прилично сигурен во изборот уште кога тргна дека ќе стане премиер. И сега, ако се случи да победи, како имаме други ситуации предходно, но не успе да формира влада, како по искуството на предходните, може ли да го изгори следните избори, тия последни и да се едноставно помине како и некои од нив ни стои филтер? Прекалено много ако има в тая хипотеза, която ти изграждаш. Не мога да кажа. Най-напред бих искала да видя и да говорим в рамките на една определена избирателна активност. Ако енергията, гражданската енергия от протестите от декември месец миналата година се запази, изборния резултат, гласуването, процента на гласували би трябвало да е много висок. Само ще припомня, че на последните избори процентът беше много нисък. Около 30. В смисъл, това е много малка част от хората, които отиват да гласуват, което означава, че имат някаква надежда, че нещо може да се промени и че нещо зависи от тях. Чинам дека протестите немаат врска со изборот Радев да биде премиер. Напротив, ако се следат нивните прашања, тие повеќе беа проевропски. Радев некако изгледа... Протестите започнаха като реакция на от една страна на бизнес, от друга страна на синдикатите, от трета страна на младите хора. В България в момента е много модерно да се говори за Gen Z-тата, поколението след 2000-та година, които са израснали в тази политическа обстановка, в която България живееше. Тези млади хора тогава излязоха на протеста. Първоначалният стимул за това беше един проектобюджет, който правителството тогава на България внесе, който беше неприемлив на практика за никого. Буквално на втория път от протестите, от това против бюджета сме, протеста издигна искането за оставка. Самия протест инициира това. Вече продължението на историята беше това, че Румен Радев тръгна да влиза в активната политика, подаде оставка като... Наредя коцките. Да. Така че аз не съм много сигурна дали тази енергия не е съхранена в някаква степен. В каква ще видим? Малко е трудно да се каже, с оглед опита, който имаме от последните години. Но при всички положения само една
Не случайно се говори и в България много за изборите в Унгария, заради този феномен на огромна група хора, огромна маса избиратели, които излизат и гласуват за нещо или против нещо, както според мен се случи в Унгария. Така че това от една страна е изключително важно. Колкото по-голяма е избирателната активност, толкова е по-голяма вероятността в новия парламент на България да има по-малко политически партии, да останат 5. Или евентуално 6, ако БСП влезе. Сосем јасно. А чина ми дека, мислам дека и Радев, кога тргна на избори, мислеше дека ќе има поголем процент на гласови на негово конто од она што покажуваат сега анкетите. Предпоставувам дека... Аз искам да изчакам наистина последните социологически проучвания и съжалявам, че все още не са излезли, защото буквално има няколко дни до изборите. Вероятно социологическите агенции чакат последния възможен момент, в който да ги обявят, защото от една страна има причина, включително Великден, един такъв празник семейен посред предизборна кампания, той несъмнено дръпва емоционално в друга посока избирателя. В същото време, както казват някои наблюдатели в България, вие откъде знаете какво са си говорили на масата семействата? И дали не е ставало въпрос за това какво е нашето бъдеще утре на изборите. Така че това е любопитно. Избирателната активност ще бъде любопитна и тя ще бъде и, как да кажа, показател за това в каква степен българското общество е излязло от инерцията, която имаше в последните избори. Все по-малко хора да гласуват, все повече обезверени и резултата, който имахме. Очевидно, това не е гаранция за успех, напротив, гаранция за неуспех. И сосема на крај, хипотетички, нова влада, Радев, нешто во односите Македонија-Бугарија може да се очекува промени. Аз мисля, че отношенията между двете държави могат да се променят в момента, в който политиците започнат да разговарят не през медиите, а помежду си. Не смятам, че това е толкова трудно. Не смятам, че е трудно, когато има покана от една страна, защото знам, че от България имало покана към външния министър на Северна Македония да присъства на отбелязването на Свети Климент Охридски, тя да бъде приета. Това е неформален повод за, как да кажа, за стъпка, за това да започнем да говорим. Ние трябва да започнем да говорим. Няма нещо, което да може да бъде разрешено, няма казус, който да бъде разрешен без той да бъде проговорен. Аз, разбира се, съвсем не съм сигурна, че казуса е промяна на преговорната рамка на Северна Македония, но все едно ние сме съседи между двете държави, трябва да има нормални отношения и диалог. Благодаря за господин. МВР казнува со помош на најсовремена технологија преку системот Безбеден град, но далечен е патот додека да влезете во систем дека казната е платена. Освен што дале пари, казнетите мора уплатницата и записникот да ги однесат лично на шалтер, да чекаат ред и да ги чуваат документите, затоа што се е можно. Граѓаните се револтирани, а МВР најавува нов систем, но дотогаш ќе мора да се чека во ред. Зоран Јаневски ги има деталите. Камерите од Безбеден град казнуваат дигитално, ама потврдите за платен сообраќаен прекршок МВР бара од граѓаните да ги донесат лично. Без разлика дали казната е платена со картичка или на уплатница, обврска на возачите е уплатата да ја приложат во полициска станица. Во Скопје тоа се прави во лимена барака со шалтер во кругот на полициската станица Пролет. Граѓаните во ред чекаат да ги приложат полицискиот записник од казната која ја добиле на својот мобилен телефон и потврдата од уплатата, а целата постапка трае неполни 10 минути. Ваквиот начин на евиденција според граѓаните е неопходно да се промени. За нив е нејасно како казните ги добиваат електронски, а потврдата дека ја платиле глобата се бара на хартија. Која е поентата да можеш да платиш онлайн и после да доаѓаш тука, сега ја платив онлайн и сега требало од банка печат да добијам. Зошто? Као? Барем нека ги дадат сите информации за како се плаќа, отколку да трчаат луѓе кои муви безглавен из град и како да си го трошат времето, некој од работа треба да излекуваат. Скрос е непотребно. Ако веќе го пуштаат, нека го пуштаат спремно, а не како тест. Од МВР велат, наскоро ќе се променал начинот на кој сега граѓаните потврдуваат дека го платиле сообраќајниот прекршок од системот Безбеден град.
се изработувала апликација преку која казните ќе се плаќаат електронски, а возачите повеќе нема да треба уплатата да ја носат лично во полициските станици. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека во тек е процес на креирање на софтверско решение, односно апликација, преку која граѓаните ќе можат електронски да го платат прекршочниот платен налог, кој им е изречен од системот Безбеден град, без да има потреба потврдата од плаќањето да ја носат во најблиската полициска станица. Безбеден град почна да функционира пред 2,5 месеци. Сега со него се казнува надминување на пропишаната брзина и поминување на црвено светло. Глобите за сообраќајните прекршоци се изразени во евра, што предизвикува дополнителен револт кај граѓаните, бидејќи како што велат им се наплаќала и поголема сума од пропишаната казна. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Верските лидери се излегува со заедничка осуда за обидот за палење на синагогата Бет Јаков во Скопје. Еврејската заедница се надева дека државата нема да дозволи нестабилноста од Блискиот Исток да се прелеи во Македонија. Полицијата се уште го истражува случајот. Верските лидери со заедничка осуда на обидот за палење на синагогата Бет Јаков во Скопје, кој се случи ноќта помеѓу саботата и неделата. Непочитувањето на светињата на другиот е и непочитување на сопствената светиња. Затоа, во духот на заедништвото, меѓурелигиската соработка и взаимното разбирање, упатуваме повик до сите граѓани да покажеме одговорност, разум и доблест и да останеме чувари на соживотот. Од еврејската заедница се надеваат дека државата нема да дозволи нестабилноста од Блискиот Исток да се прелее и во Македонија со оглед на тоа што инцидентот се случува во време на зголемено антиеврејско расположение генерално во светот поради надворешните политики на Тел Авив. Полицијата се уште трага по сторителите кои со кациги за мотор се прекачија преку оградата, истурија запаллива материја од канистер, па фрлија запаллива направа. Извршени се разговори со граѓаните од околината на објектот. Прегледани се снимките од камерите на околните објекти, како и видеоматеријалот од системот Безбеден град. Се превземаат и други дополнителни мерки и активности за утврдување на идентитетот на сторителите, кој би можел да стои зад нападот, не знае ниту еврејската заедница. Стало ни е да се фатат сторителите. Меѓутоа, мислам дека не е есенцијално. Есенцијално е да извлечеме поука од сето ова. Да извлечеме нешто што, видите, ова е ексцес кој не се случил од 43-та година. Не знаеме дали се терористи или се хулигани или што и да е се. Меѓутоа, факт е дека Исламска држава имаше проглас да за Великден се палат верските објекти, христијанските верски објекти и еврејските верски објекти. Дали е тоа резултат на тој повик или нешто друго, полицијата ќе си утврди. Даниел Василев, Сител телевизија. Многу предизвици има за надминување пред Скопје да стане европска престолнина на културата во 2028 година. Градоначалникот Ѓоргиевски денеска беше домаќин на неговите колеги кои веќе го поминале ова искуство. Град Скопје интензивно се подготвува да се носи со титулата Европска престолнина на културата во 2028 година. Но сепак уште многу предизвици треба да се надминат додека метрополата заличи на европски град. Денеска Ѓоргиевски е домаќин на тројца колеги од Германија, Италија и Словенија, кои треба да ги пренесат искуствата поврзани со титулата Европска престолнина на културата, која Скопје ќе има во 2028-та. Целта на проектот е да се обединат граѓаните со културата, но и да се развие туризмот. Оваа програма ја искористи културата, каде што дури и разликите помеѓу јазиците не се пречка, туку нешто што не збогатува, за тоа како да ги зајакнеме луѓето. Ние заедно со Нова Горица ќе бидеме покрај вас. Би ни се допаѓало да знаеме дека вашата победа, бидејќи ќе се работи за победа без друго, би сакале да знаеме дека вашата победа е барем делумно заслуга на поддршката од нашите два гради. Градоначалникот информираше дека во склоп на проектот започнуваат низи инфраструктурни проекти на местата каде ќе се одржуваат главните активности за овој настан: Калето, аквадуктот и старата Скопска чаршија. Сите оние инфраструктурни проекти кои што ги планираме во рамки на процесот, а тоа е реконструкција на Калето,
најголем дел од настаните практично на Калето ќе бидат одржувани. Старата Скопска чаршија, која што од вчера благодарение на поддршката на Министерството за култура започна да се реконструира. Аквадукт. За решавање остануваат и проблемите во јавните предпријатија. Недоволно опрема и машини за чистење на градот и празнење на контейнерите, јавниот превоз и сообраќајната гужва. Габриела Лескова, Сител телевизија. Поречиси еден век од смртта, председателката Гордана Силјановска-Давкова постхумно го одликуваше доктор Анастас Коцарев со орденот Илинден 1903 за неговиот исклучителен придонес во медицината и во борбата за независна Македонија. Анастас Коцарев се уште е цитиран пионер во радиографијата и онкологијата. Соработувал со Нобеловката Марија Кири и активно се залагал за македонската кауза. Коцарев е роден во Охрид, каде го започнал образованието, продолжил во Солун, а дипломата по медицина и двата докторати ги стекнал во Женева и Париз. За да му оддадеме должно, но задоцнето признание на човекот чие дело одамна ја надмина и надрасна потребата од препознавање и вреднување на стореното. Впрочем, нам ни е повеќе потребна наградата. Одошто нему, од и медицинскиот великан и луцидниот обштественик, кој бил далеко пред времето, ја легитимира малата држава како татковина на научник од светски глас со кој што се гордееме, кого го почитуваме и наградуваме. Иако долги години работеше во Швајцарија и Франција, неговата неголема желба беше да се врати во Охрид. Се надавам понатака државата ќе направи напори за негово конечно враќање во Македонија, во неговиот сакан Охрид,